Министерот за земјоделство и уште двајца заменици министри од БЕСА поднесоа оставки од владата, откако вчера не беше изгласана нејзина недоверба. Што се очекува следно? Климатските преговори во Глазгов влегуваат во клучните финални часови. Обединетите нации објавија уште еден документ со предупредување до државите. Нова апликација напада ја промени музичката индустрија. Почнуваме веднаш. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Се уште е неизвестно дали заминувањето на БЕСА од владината коалиција ќе значи отворена врата за алтернатива да влезе со 4 пратеници во владата, откако вчера не беше изгласана нејзина недоверба. Како ќе се развива ситуацијата, читајте на нашата веб страница и на социјалните медиуми. А од другите вести. Денес во Глазгов над 200 држави треба да потпишат договор за справување со климатските промени. Иако преговорите може да продолжат и вечерва и за време на викендов. Обединетите нации утрово објавија уште еден документ, со кој се бара државите нагло да ја намалат емисијата на стакленички гасови оваа декада. Според новиот документ, богатите држави треба да им помагаат на посиромашните, за да може да ги исполнат обврските кон намалување на глобалното затоплување. А стихови од македонската химна може да се видат на фасадата на Центарот за култура во Струга. Зошто токму авторот Владо Малески е избран за промоција на зидно сликарство, ќе слушнете од прилогот на Мики Трајковски. Ликот на стружанецот Владо Малески однодамна е насликан на фасадата на Центарот за култура во Струга. Овој мурал, посветен авторот на македонската химна, денес над Македонија се раѓа, е дело на младиот уметник од Струга Горан Ристовски. Станува збор за монументално дело насликано на површина од 13 метри должина и 7 метри висина. Ја избрав, да речам, темата или ликот и делото на Владо Малески, бидејќи нели по потекло е стружанец и неговите дела самите говорат и за самиот тој, и плюс некако дека е автор на химната денес над Македонија. Покри делови од стиховите на химната, Рисовски вметнал и неколку други елементи. Го концепирав овој мурал вметнувајќи неколку негови препознатливи, да речам, символи, почнувајќи од онај стручкиот вес символ кој што се наоѓа во онај традиционален стручки вес како детал е тој вметнат, кој што со тоа сакам малце да асоцирам на неговото едно од најпознатите негови литературни дела, тоа е Разбој. Се надева дека ово уметничко дело ќе живее долги години со оглед на досегашното искуство, кога многу од ваквите дела ни Струга се уништени. Сме сведоци изминативе години да тој не само овој, него и други некакви вакви слични улични уметнички дела се како мета на некаков дали вандализам или не знам некаква некој начин на некој личен интерес ги покриваат или ги уништуваат или од било какви причини. Но се надевам дека во иднина ќе се гледа малце со поголема почит и респект на овие дела и би сакал што повеќе да ги има. Ристовски, кој веќе 14 години создава улична уметност, вели дека не е воопшто лесно да се изработи еден мурал или зидно сликарство. Чинат вели пари и доста време, но потребен и физички напор. Ова му е пети поред мурал кој го настигал во неговата родна Струга, но сликал и на други места низ државата. Меѓутоа сакам да се концентрирам во Струга, бидејќи живеам и работам тука. Би сакал градот да е што побогат со вакви работи. Сакам многу стамбените згради да се насликат. Муралот посветен на Малески е насликан како дел од проектот Градиме култура, сликаме мурали по повод 30 години од независноста на државата. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А од вестите во светот се зголемуваат тензиите меѓу Турција и Иран. Гласот на Америка известува од Истанбул. Турските безбедносни сили уапсија ирански агенти за кои Турција вели дека се обидувале да киднапираат ирански дисидент. Видеото од апсењето беше широко дистрибуирано што го посрамоти Техеран. Инцидентот се случува во време кога Иран и Турција се борат за превласт во Кавказот. Турското и израелското оружје беше од суштинско значење за победата на силите на Азербејџан врз армијата на Арменија минатата година во оспорениот регион на Горно Карабах.
Овој конфликт, велат аналитичарите, го намалил влијанието на Иран во регионот. Сега врските меѓу Израел и Азербејџан се поблиски. Фактор што врските на Азербејџан и со Турција се многу поблиски, фактор што има нова геополитичка реалност во Јужниот Кавказ, во која улогата на Иран е намалена во однос на зголемената улога на Турција. Русија исто така го има зајакнато своето воство. Се тоа се факти кои не му се допаѓаат на Иран. Иран сега се повлекува, но во исто време ги засилува дипломатските напори. Во октомври Техеран одржа воени вежби, први по неколку децении, на границата со Азербејџан. Сега Иран врши притисок врз Азербејџан. Дипломатските врски меѓу Иран, Ерменија и Русија во однос на Кавказот се засилуваат. Иран организира и одржува воени вежби на самата граница со Азербејџан. Може да се каже дека има тензија во регионот која ќе трае на долг рок. Како знак на поддршка, Турција организираше заеднички воени вежби со силите на Азербејџан близу границата со Иран, откако Техеран покажа сила. Со тоа се покажа колку Анкара е важна за Баку. Продолбочувањето на војните врски на Турција со иранскиот источен сосед Пакистан исто така дополнително го вознемирува Техеран, велат наблюдувачите. Турција и Пакистан се земји со суни ислам, додека Иран е со шија. Техеран со загриженост го гледа продлабочувањето на соработката во безбедноста меѓу Пакистан и Турција, како и меѓу Турција и Азербејџан и Пакистан. Перцепцијата за динамиката на регионалните конфликти на Блискиот Исток во Иран е врамена преку шија исламот. Иранската економија, која е во сериозна криза, зависи од трговијата со Турција, а тоа, велат аналитичарите, и дозволува на Анкара да заземе цврст став кон Техеран. А вештачката интелигенција може да ја промени музичката индустрија. Нова апликација станува хит меѓу музичарите во светот. Погледнете за што се работи. Илој Касагранџи свири на тапани од 7-годишна возраст, пасија што ја развива во успешна кариера. Неодамна открил музичка апликација која има возможува на корисниците да ги отстранат сите елементи од целосно изработена песна, вклучувајќи ги вокалите и поединечните инструменти. No drums anymore. Since I was a kid and I wanted to play. Од дете сакав да научам да свирам на тапани. Снимав врз оригиналната снимка на тапани. Сега можам да изберам било која песна и да ги одвојам тапаните и да направам своја верзија. Целта на апликацијата е да им се даде можности на музичари од сите нивоа за користење на најнова аудиотехнологија, вели креаторот. Вештачката интелигенција е вградена во технологијата и со помош на алгоритам раздвојуваме инструменти кои што се испреплетени во звукот. Оваа технологија е достапна за музичка продукција веќе некое време, вели Рамос, но не и за секој музичар. Замислете си универзална караоке машина каде секој може да аплодира песна и да ја прилагоди на начин на кој сака да звучи. Правните експерти велат дека независно дали има нова технологија за музика, постои загриженост за авторските права. Јасно е дека е корисна апликација, како да учите музика од вашиот кревет. Од друга страна, ако корисниците почнат да ги дистрибуираат снимките во кои користат музика од други луѓе, тогаш тоа станува проблематично. Рамос вели дека корисниците на апликацијата треба да обрнат внимание на условите за користење кои се наоѓаат на интернет страницата од апликацијата. Откако беше лансирана во 2019, компанијата има повеќе од 6 милиони корисници. Од мене толку, имајте пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.